зошто албанските политички партии или дел од нив, заедно со некои пратеници од Албанија, оркестрирано ја радикализираат целата ситуација, ако знаат дека тоа создава проблем во Македонија и на меѓуетнички, но и на институционален план. Благодарам за поканата. Зашто го прават тоа? Па, веќе човек да мислам дека во Македонија најголем дел од луѓето полека почна да губат надежта во тоа дека постојат албанци во Македонија и надвор од Македонија кои што и посакуваат добро на Македонија. Ние, поготово мојата генерација, сите се уверувавме и сакавме да веруваме во тоа дека албанците после 2001 година не уверува во парламентот, нивните политички лидери ни докажуваат дека со Охридскиот рамковен договор и законите кои што произлегува дека се задоволни. Сега гледаме дека тоа не е така и во овој амбиент кој што, па јас морам да подсетам, дека само Зоран Заев го предизвика. Значи, тој беше човекот кој што ја отвори таа Пандорина кутија, не беше Тиранската платформа таа која што отвори, него Зоран Заев со неговите изјави за двојазичност едно друго, и сега тој еден надпревар, кој е најголем албанец. До сега, во дадени ситуации, прса му бега Заев на Ахмети и на останатите албанци, па те селја се убацува, еве ја гледаме оваа последнава пратеничка, како и е веќе името, во која што она во срж во корен ја негира и македонската држава, и македонците, и воопшто нас како граѓани, како нација. Она говори за војни, она говори сега за поделби на државата. Сето она кое што немал дел од нас го говоревме пред таа кампања, што ќе предизвика оние изјави на Заев дека ќе вовел двојазичност, ќе направил не знам што, еднаквост, животот ќе го вратил во Македонија. Гледаме сега во Македонија во која ситуација се наоѓа. Има две опции во моментот што ги гледам, освен политички барања за избори од страна на ВМРО да помане, или албанците да ја повлечат, албанските партии самите платформата, или Зоран Заев да одбие таа платформа, и третата се понудата за избори или подршка на мансинска влада, но се тоа решение кои што бараат многу напор, храброст, труд и не знам какви решенија ги донесат. Љубиша, јас ќе поновам, ако албанските политичари биоле малце сакаат нешто добро во Македонија, тие треба да ја повлечат, да ги повлечат подписите од албанската платформа. Заев и СДСМ како македонска сепак партија, тоа е најмалку нешто кое што може да го направат, а тоа е да се откажат од таа тиранска платформа. Значи, било кој политичар во Република Македонија кој што планира во наредниот период да функционира и да ни говори во име на тоа дека он за Македонија, за граѓанскиот задел, за било што во Македонија, потписник на таа и поддржувач на таа тиранска платформа не може да биде во Македонија активен учесник, според мен. Ја спомена Љубиша третата опција, избори, нови предвремени парламентарни избори. Колку Социјалдемократскиот сојуз е подготвен да ги прифати тие нови предвремени парламентарни избори, се разбира и албанските партии кои како услов за формирање на нова влада на маса ја ставија тиранската платформа? Видете, според мене кај ВМРО е чиста ситуацијата. И пред изборите, и сега после изборите, предпоставувам односно после изборите дека рейтингот и понатака се движи на нагоре, но тоа е еден квантум на гласови кој што го има ВМРО. Секако над 400.000 гласови се тоа. Кај СДСМ беше оној феномен и шок на неочекување на добивање 60, 70, 80.000 не македонски гласови, албански гласови. Гласови кои што никогаш не ги имал СДСМ. Со тиранската платформа и секое нивно, па дали уставните експерти требале да утврдуваат, а од друга страна со полни грла, Али Ахмети и останатите албанци говорат дека да, тиранската платформа е таа која што ќе донесе граѓанско општество во Македонија. Заев губика албанските гласачи, албанските гласачи се насочуваат кон албанските партии. Од тука мислам дека Зоран Заев не е спремен сега, свесен е дека губи и кај албанските гласачи и кај македонските, затоа што секој еден кој што имаше дилема околу тоа
околу неговите национални определба, околу неговиот граѓански карактер на кампања и водење на политика, сега веќе мислам дека ги има од страното и свесен е дека е тој само еден мапет на некои странски амбасадори кои што тука роварат низ Македонија, односно човек кој што е спремен да ја продаде душата и на ѓаволот, само и само за да се добере до власт. Пандов, едно прашање. Не мислам дека може би е важно за партиите дали ќе победат или нема да победат. Не знам дали изборите ќе решат се. Ако Заев ќе одбие платформата, но самите албански партии не се откажале од неа, таа ќе се појави на следните избори. Тогаш проблемот ќе го има ВМРО ДПМН, за кој што велите дека ќе ги има истиот број на гласачи. Што ќе прави ВМРО? Ќе одбие платформата априори? Љубиша, знаеш, мислам во каква ситуација Македонија ќе се најде, не се веќе само партиите во прашање. Еве ќе се обидам најкратко да ти дадам одговор. Точно е дека после изборите беше тиранската платформа и точно е дека пред да го добие мандатот Груевски беше од друга страна излезена таа платформа, но ќе ве потсетам дека таа беше сведена од преговарачите, значи од луѓето кои што излегуваа во името на албанските партии да говорат пред се ОДУИ, дека главни 4 барања имаат: СЈО продолжување, ЕУ, НАТО и имплементирање на постојниот закон за употреба на албанскиот јазик, ако може и да се прошири. На 29 јануари, кога не се договори ВМРО со ДУИ, веќе стана основен услов за разговори и тие 20 дена, месец дена, колку што разговараше Заев со албанците, беше само и само албанската платформа, албанската платформа, албанската платформа, албанската платформа, до таму да дојдовме да еден Селја кажува дека ние сега му е моментот да не уценувал. Исто тој, морам да го спомнам, тој Селја ми е феномен. Зашто толку сега го говорат луѓето? Па тој заедно со него го гледавме, пазете, во предизборие. Заев беше во Швајцарија со него. Ние кога ја спомнуваме најотворено кога излезе Заев во Швајцарија дека вака ќе прави кантони, дека ќе прави, што у превод пак за гледачите, тоа е таа федерализација, да ги здружува општините во посебни кантони кои што подосна полесно ќе се одвојат, нормално јазично се одвоени. Тој беше седна таму, тројца мислам дека беа, Селја, Заев и како се вика и некоја девојка, валја преведувачка му беше тогаш на Заев. Сакам да кажам, тие контакти на Заев, на Селја и на целата групација сега која што ја тресат Македонија се од претходно направени. Верувам дека и самиот СДС, ја кажувам сега во моментов, знам дека тоа нема да се случи, но најголемиот спас сега за Македонија е самиот СДС да го фатат за уво Заев и да му кажат: човече, што правиш ти? Самите они да се откажат од таа платформа, во таква ситуација, Љубиша, не можат албанските партии со било какви настапи да инсистираат на тоа. На крајот на криштата и тие се дел од Европа, нели говориме за Европа, не можат они како малцинство да застанат и да кажат: ние сакаме вака и никако другачие. Конечно, да не беше Заев, Љубиша, ние претходно немавме разговори такви. Гости албанци си имал во твои дебатни емисии, не гукнувале, не зуцнувале. Беше 90-тите години беа скористите барања, ви се сикавате, бевте пратени и да отвори истите прашања. Знаме, химна никогаш не ја доживува како своја Уставот него гласа, значи како да сме вака настапани и според мене редно е после сите овие работи од кои што се имаат случајно, според мене за да се разговара околу унапредување на тие малцински права, основен услов е, затоа што они се врзани стриктно за процентот, дека се 20%, да се направи попис и да се донесе некој договор. Тој мора да има фуснота во која што ќе стои ако евентуално се они 20%. Ја верувам дека не се. Во моментов сме статус-кво ситуација. Председателот Иванов вчера го повтори ставот дека нема да му го додели мандатот на Заев, затоа што не се откажува од тиранската платформа, односно гледа елементи во неговата владина програма која ја представи пред граѓаните. Дел од оваа платформа и позициите на партиите се прилично јасни. До кога ќе трае оваа неизвестност? Оваа неизвестност според мене ќе трае додека Трамп не му се ослободи време за да се сврти погледот кон Балкан и кон Македонија. Ние сега имаме трзаи на старата администрација, кои што и понатака се со негативни тонови кон Македонија.
Јас сум од тие луѓе кои што верува дека политиките кои што ги води сега Соединетите Американски држави кон Македонија, дека видно ќе се сменат и дека многу ќе се изрелаксираат нештата. Апропо на она претходно што го говоревме, колку и навредливо да звучаме према албанците, но тие се докажано партии кои што, како ќе им се каже од Американската амбасада, така ќе направат. Нивните барања, повторно ќе се сведат на крајно нормални човечки, европски, граѓански позиции да бидат, во оној момент кога ќе добијат сигнал дека тоа така треба да биде. Сега за сега нема таков сигнал. Имаме уште време за уште едно прашање? Така, имаме. Пандов, во јавноста се чини, освен ваквите ставови кои што ти ги имаш околу албанците и албанските партии, има некоја недоверба од обата табора, и од приврзениците на СДСМ, и од приврзениците на ВМРО ДПМН, дека премногу долго преговараат со ВМРО, премногу долго преговараат со СДСМ, дека сакаат да го изиграат Заев, дека го изиграа Груевски. Има ли вистина во тоа? Дали и двете македонски партии се плашат дека во некоја легална процедура собраниска, определувајќи го парламентарното мнозинство, може во последен момент да се сменат играчите и таборите и, да речеме, председателот на собранието кој што ќе биде албанец да распише избори? Се говори, твојот став, дали е тоа можно и све се тоа шпекулација? Како не е можно? Любиша, види, на крајот од денот тоа се луѓе. И тие луѓе се познаваат многу години. И предпоставувам, нити по реториката сега која што се користи, тие мостови кои што постоеле помеѓу одредени партии, не гледам дека се изрушени. И добро е тоа што е така. Што реториката и понатака и по крезовриеноста на состојбата, политичките партии, односно луѓето кои што излегуваат да говорат во име на партиите, релативно таа реторика е се мек, не е некоја воинствена реторика. Луѓе како мене кои што излегуваат многу по-остра реторика, или новинари, или било кои експерти, аналитичари, граѓански активисти сега во периодов како така се доживувам, поготово после Боки 13 како е потпишан аналитичар, јас се доживувам како граѓански активист, но сите тие луѓе, сакам да кажам уште ова да завршам мислата, се тие кои што можеби имаат поостра реторика, политичките партии ја имаат поблагата и тоа е добро што е така, затоа што сепак никој од нас, предпоставувам, не посакува да тргне цела оваа работа во една несакана, а тоа е ситуација која што сме имале 2001. Благодарам за учеството во вестите. Темата е актуелна, само сакам да најавам дека и во рамки на отвореното студио во Аргументи ќе разговараме на оваа тема малку поинаков пристап со други мои гости, ќе ги најавам по текот на другата емисија. Ви благодарам уште еднаш, ќе во очекувам во некоја отворените емисии на телевизија. Јас ви благодарам. А Љубиша, знаеш дека продолжуваат протестите, 16-ти ден веќе се протестира. Колегата Иле Петревски го имаме во живо во овој информативен